Веста за двојното свирепо убиство кое што и се случи на Македонија се чини како да ги инспирираше голем број од нашите сограѓани да го извадат злото на површина на социјалните мрежи. Многумина од нив се дрзнаа да напишат коментари под објавата на мајката на починатата Вања, различни надолични коментари, пцости, секакви навредливи коментари, говор на омраза, поградни реченици, се што можевме да прочитаме на социјалните мрежи деновиве. Наместо во трагедијата да се сплотиме, ние во трагедијата го извадивме злото на површина. Во продолжение во Слободен печат зборувам со комуникологот Бојан Кордалов. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од утринската програма на Слободен печат. Благодарам за поканата. Кордалов, какви се овие луѓе, какви се тие профили и која е потребата да се напише лош коментар на социјална мрежа? Секој од нас на социјалните мрежи како канал го истура тоа што го носи во себе. И мора да бидеме свесни дека социјалните мрежи не креираат друго општество, туку се рефлексија, огледало на општеството во кое што живееме. И од тука може да видиме и лоши и добри работи. Она што би кажал дека социјалните медиуми овој пат ни покажа дека може да бидат и позитивна алатка, односно може да бидат и момент за сплотување, што одамна не сме го виделе, а тоа беше во потрагата, кога се уште не се знаеше каков ќе биде, за жал, трагичниот исход на крајот од овој случај. Чи потрагата, барање, апели и така натаму да се најде да се види каде е изгубеното во тој момент девојче. За жал, ваквите ситуации носат и вадат на површина, како што споменавте, и негативни коментари, вадат и осуда. И на крајот на гриштата ние мораме да престанеме да морализираме. Прво како нација, мораме почнеме да се гледаме во сопствениот двор и тек тогаш, дури тогаш, ќе можеме да видиме промени на социјалните медиуми, кои што ќе се рефлектира, бидејќи повеќе ќе се занимаваме со сопствените животи, со сопствените предизвици, прашања, отколку со тоа што ги мачи другите. За жал, ова е семејна трагедија пред се, потоа и голема национална трагедија, и мора да се има предвид и да се почитуваат луѓето вклучени во тоа и навистина да се остават во овие тешки моменти, барем да тагуваат ако не може поинаку да се направи. Да, убаво споминавте, не дека имаше само негативни коментари, не сакав ни јас така да звучам. За среќа постојат и добри луѓе, за среќа постојат и луѓе кои што дадоа максимумот од себе за да се помогне во оваа конкретна ситуација. Да го ставиме тоа настрана и да зборуваме малце општо, имам впечаток дека кога се случуваат трагични настани, некако се зажештуваат тастатурите и повеќе се пишува. На што се должи нашето лошо однесување во виртуелниот свет или ниско ниво на комуницирање во низ социјалните медиуми? На многу фактори, меѓутоа прво на неказнивост, која што се демонстрира во речиси целото општество, на тоа да секој може да објавува и пишува што сака, независно од тоа дали повредува, навредува, независно од тоа дали дискриминира, шири говор на омраза или пак шири паника и други недозволиви работи. Тоа е првата работа. Втората работа на политичарите, кои што буквално немаат никаков осет за тоа како комуницираат во јавноста, а какви термини користат, какви постапки прават, ги гледам и на партиските говорници, на митинзите, во собранието, не сите, меѓутоа голем дел навистина не се водат во на комуникација која што е стандардна и која што ќе биде пример за сите граѓани. Се знаете во ситуација во која што тие што ги носат законите или тие кои што ги спроведуваат законите немаат никаква контрола и се однесуваат непримерно, каква порака праќате кон сите други луѓе, кон секој од нас, нормално дека едноставно секој може да прави што сака и дека не постојат правила на игра. И третата работа, која што ви извојува кој има повеќе, е тоа што не се создаваат позитивни пракси како да се користат социјалните медиуми. Ние во континуитет ги негираме социјалните мрежи. Како да не постои, или ги правиме дека се премоќни и преважни, или ги правиме дека се неважни и лоши. Значи едноставно социјалните медиуми се присутни, како што чашава е тука присутна. Меѓутоа ние нема да разговараме за незе во текот на целиот момент, но постои така и социјалните медиуми. Не смееме да го игнорираме фактот. Не само да го игнорираме, туку да знаеме за што служи. Оваа чаша служи за да се напиеме вода, додека зборуваме. Социјалните медиуми се канал кој што ни дава простор да го кажеме нашето мислење,
да се зближиме со наши истомисленици, да дебатираме, да бидеме поблиску виртуелно со луѓето што ни се на дистанција, тоа се предностите. И сега, ако ние во континуитет оставаме да не контролираат социјалните мрежи, да бидеме зависници, нормално дека ќе се случува ова што се случува, згора на се карактерот кај дел од нас кој што се трудиме да го демонстрираме и да не се променуваме и се создава оваа слика која што имаме. Сепак би сакал само уште да кажам дека за среќа мнозинството од луѓе не шири говор на омраза и не прави, не само во овој случај генерално, меѓутоа толку се гласни оние што тоа го прават, што едноставно болат ушите. Убаво ги споменавте функционерите, политичарите. Едно од прашањата ми е токму наменето не само за политичарите и функционерите, туку и за јавната фела, новинарите, сите луѓе, актерите, пеачите кои што се дадоа некаков коментар за злосторот кој што се случи. Како вие го оценувате нивното однесување, начинот на кој што го ги пренесуваат тие пораки, па дури и до начинот на облекување изминатата седмица? Секој се труди со својот вредносен систем да се вклопи во оваа ситуација. Секој се труди да изрази револт, тага, поддршка, за жал негативни елементи кај многу помал дел од луѓето. И едноставно, ако не се свати дека ова е пред се лична трагедија и треба да се има човечки почит кон семејството, кон семејствата, кон луѓето што се директно инволвирани, ако не се разбере дека ние плаќаме институции, дали е тоа МВР, дали се други, да работат во наше име, ние ќе се однесуваме вака. Проблемот е во тоа што сакајќи да дадеме придонес, многу често одиме во сензационализам. И тука е главниот проблем. Мојот пристап и во оваа ситуација, и во другите е секогаш да се воздржувам од она што сакам да го кажам, заради тоа што не сум стручен. Вие, јас, нашите гледачи имаат свое мислење на секоја тема и тоа е нормално. Значи, ние сме живи луѓе, имаме став за се. Ама кога зборуваме во јавниот дискурс, а тука се веќе и социјалните медиуми, бидејќи имаме 200, 500, 1000, 5000, не е важно колку луѓе што потенцијално не следат, че ние мора да зборуваме за она што сме стручни, компетентни или за она што е секојдневна тема за сите. Јас да зборувам за криминалистика не сакам. Можам за комуникација и начин како се комуницира во медиумите. Некој друг кој што се разбира од друга тема зборува за таа. Меѓутоа и јавните личности, дел од нив, и други луѓе кои што се чувствуваат револтирано и повикано, многу лесно ги истураат мислењата и ставовите. Во рете, меѓутоа институциите е многу важно да бидат еден чекор понапред и да одговараат на дилемите. И фере да кажам дека ваква тема, ваква случка уште долго ќе биде предмет на интерес и ќе отвара дилеми. Меѓутоа институциите се тие кои што мора да бидат чекор понапред, да бидат многу побрзи и едноставно да одговараат на потребите на јавноста и на стравовите на јавноста. Како да ја подобриме виртуелната комуникација ни социјалните медиуми, ни социјалните мрежи, тоа вмрежување да биде на паметен начин, да го усмериме во прав пат? Постојат ли техники за тоа и што треба да преземаме? Прва техника е државата, општините да се дигитализираат и да понудат услуги за граѓаните. Вие кога го гледате статистиката, официјална Државен завод за статистика, речиси 90% од луѓето се регистрирани дека дневно користат интернет. Тоа е огромен процент, тоа е скандинавска бројка. Така. Од друга страна, кога ги гледате листата на што тип на услуги се користат, ќе видите на врвот видео, повици, вмрежување и така натаму, ќе видите на дното здравствени услуги, закажување термини. Зошто? Затоа што ги нема. Значи, ние како граѓани во Македонија не можеме да искористиме дигитални услуги. Наједноставни дигитални услуги, значи зошто да вртиш по 100 пати за патна исправа или за извод од матично и слично, туку едноставно и да бараш врски, морам да додадам. Добро, тоа оди, така оди, ако вие не воведувате дигитализација по едноставен пристап, на крај завршувате со врски и потенцијална корупција. Зошто да го правиме тоа кога се може да се прави дигитално? Значи, зошто ние треба кога аплицираме за работно место или за нешто друго, ние да носиме документи кои што ги даваат институции кои што се во истата влада или во истата администрација со другите. Значи, едноставно мора да се работи со такви услуги, мора да се понуда. Тоа е првата работа кога секој граѓанин, секој човек ќе свати зошто служи дигитализацијата. Ние во ситуација во која што не нудиме ништо дигитално, че луѓето се оставени сами на себе. Тоа е под број 1. Под број 2, ќе завршам тука за сега, е образованието.
Значи, не може образованието да биде дигитално скроз, како што имаше некој замисли. Во ред, секако дека тоа не е целта. Меѓутоа, децата денеска се раѓаат, растат, живеат, функционираат со раѓање со интернет. Се вие не можете да им кажете гледај на креда или графоскоп или не, значи едноставно мора да образованието, системот кој што за жал не успева ни учебници да испечати, мора да стигне до систем да нуди решенија за младите кои што се дигитални. Ете, тоа е патот како сите ние ќе разбереме за што служи и социјална мрежа, за што служи интернет, за што служи дигитализација. Досега секој се снаоѓа како што уме и знае и нормално резултатот е овој хаос во кој што живееме. На некој начин ми го начнавте следното прашање, но сакам на вашиот одговор да се надоврзам со следното прашање кога веќе сме кај училиштата, односно кај децата. Не смееме да заборавиме дека малата Вања беше некому ќерка, некому сестра, другарка, можеби симпатија и така натаму. Директно, но и индиректно голем број на дечиња кои што се и на нејзина возраст и приближна возраст ги читаа и беа изложени на секакви коментари кои што се нудеа како низ медиумите, така и низ интернетот. Како децата да ги заштитиме во вакви ситуации кога не можеме да им го земеме телефонот од раце, кога не можеме да го спречиме тоа, тие се постојано на TikTok. Не само на TikTok, тие се постојано онлайн. Така е зборот, да. Апсолутно е така. Најдобриот начин кој што сите што работиме некако во оваа сфера, вклучително психолози и така натаму, ќе ви кажете разговорот и отвореноста да се разговара во семејството со децата, но на сите теми, вклучително и оваа. Не само децата, тука и родителите се во страф и паника од почетокот на случувањето до денеска дали се безбедни. И тоа е тема која што владе и која што е многу важна заеднички да се решава. Од една страна родителите и децата, меѓутоа институциите заедно со медиумите, а понатаму заедно со секој граѓанин, секој човек. Така што најдобриот начин е разговор, најдобриот начин е филтрирање на информациите колку што повеќе може и повторно ќе кажам, најдобриот начин од нешто што е негативно да се направи позитивно е да го понудите позитивното. Ќе сменам темата, меѓутоа дава одговор нова. Значи, вие ако на едно дете му дадете топка, заедно со своите другарчиња, или дадете други офлайн играчки, сложувалки и слично, значи децата седат играат, го оставаат телефонот. Меѓутоа, ако не им дадете алтернатива, секако дека телефонот е најпривлечен. Тоа е како нешто кое што ви дава одговор и на ова прашање. Значи, едноставно, ако сакаме да се тргнеме од ова, мора да понудиме нешто ново. Значи, мора да излеземе сите, да ги оставиме институциите да работат, да се извлече поука, меѓутоа во исто време да почнеме ние да градиме нешто како поука за комуникација со нашите деца, како заедничка работа, како поминато добро време кое што ќе на насочи правилно да го поминеме и местото и времето на социјалните мрежи. Корадалов, и пред да постојат социјалните мрежи, постоеле луѓе кои што мислеле, кажувале некаде негативни коментари кога се случувале некакви настани, ги кажувале дали на Астал со пријателите, дали на слава и така натаму, си го искажувале својот негативен став и негативни коментари, но социјалните мрежи придонесуваат колку што ни помагаат во таквите дадени ситуации кога има толку многу море од негативни коментари, тие негативни коментари, таа негативна енергија да се шири повеќе, до повеќе публика, до повеќе луѓе. Како тие социјални мрежи и тоа влијае врз нашето нездраво општество? Вие почнавте нешто да зборувате, дадовте коментар дека таквите социјални мрежи всушност се рефлектираат и врз општеството во реалноста, нели? Апсолутно. Јајци и кокошка, тие се рефлектираат врз општеството, општеството се рефлектира врз нив. Значи, тоа е круг во кој што постојано завлегуваме. Апсолутно сте во право. Би додал само, не само што пошироко, туку и побрзо се шират денес. Има можност за многу побрзо, освен пошироко распространување на таквите теории, но и денеска истите луѓе или има луѓе што и на слава и на прослави ги шират тие информации. Потребно е да направиме здрава комуникација во општеството. Значи, ние ако почнеме од дното до врвот, ние не комуницираме здраво. Не се слушаме, не дебатираме на аргументи. Ние дебатираме и викаме. Дебатираме и се дискриминираме, се навредуваме. Ние на наједноставното искажано мислење, например, јас сметам дека треба да одиме вамо, ние не викаме интересно, ајде да пробаме и вака, туку викаме не си во право. Че едноставно културата на комуникација
кај нас е толку сведена на неслушање на другите, неприфаќање на различното мислење и различностите, што буквално ова што го гледаме дури и е добро, докај сме стигнати на социјалните медиуми. Че едноставно, често го давам примерот, сакам да го споделам и тука. Најсреќните општества, според барометарот на среќа што се мери на светско ниво, не се најбогатите општества, најмоќните општества во сила, туку се оние што се најинклузивни, како скандинавските општества, канадското општество, кои што ги вклучуваат сите луѓе во системот на функционирање. Чи нас не недостасува стратегија и план како да почнеме да комуницираме, да се уважуваме оваа шака народ што сме останати и како да направиме реално добри услови за живот за сите. Ние тоа не го правиме. Ние гледаме само за себе кога гледаме, сметаме дека некоја група треба да ја дискриминираме зашто е недостојна како нас, било која страна се наоѓаме, сметаме дека ние сме подобри од другите, нашата група е подобра. Кој да е таа наша група? Заборавајќи дека 1.800.000 според пописот, 1.500.000 според некои проценки, дека тоа е едно предградие некаде, дека тоа е петина од еден град на запад и дека едноставно до сега со добра стратегија, волја и соработка и комуникација помеѓу сите ќе функционираше како треба. Ете затоа ние не можеме да стигнеме и на социјалните медиуми да направиме добра средина. Пак велам, социјалните мрежи се рефлексија, се крајна, се круната на тоа што го создаваме во секојдневието и би нагласил, навистина сум среќен за тоа колку нефункционално действуваме во реалноста, сепак добри работи се уште може да видиме на социјалните медиуми и треба да ги земеме како пример и да им дадеме шанса. Како пример треба да ги земеме и другите земји, можеби. Сакам да позборувам и за тоа споменавте индекс на среќа, но јас повеќе би сакала да зборувам за статистиката кои земји можеби се рангираат како најдобро однесување што имаат на социјалните мрежи. Не знам дали постои нешто такво, можеби постои, ќе ми кажете вие. Пред да одговорите прашањето, сакам да направам една компарација со неодамнашен трагичен начин кој што се случи исто во Италија. Не знам дали претпоставувам сте информирани, ќе потсетам за нашите гледачи, со звонот клучеви во Италија се простија со Џулија и кренаа врева против насилството, не само врз жените, туку и воопшто. Ќе потсетам дека Џулија е младата 22 годишна девојка која што беше убиена од момчето откако му раскинала. Тој и впрочем на полицијата и го кажа тоа дека и го одземал животот на сопствената девојка затоа што бил луд, затоа што таа му раскинала. 22 годишната девојка била пред дипломирање, а целиот град, па и целата Италија се крена на нозе. Впрочем, во Падова излегоа голем број на луѓе да покажат револти со звончиња од клучевите, го покажа револтот и протестот. За Вања имаше најавен протест викендов, 12 луѓе само се појавија. Сакам да направам компарацијата каде грешиме во тоа да го покажеме нашата разочараност така масовно. Секоја земја или секој поднеби општество си има свој начин на функционирање. Македонскиот начин на функционирање е малце поразличен во таа насока и кај нас историски назад ако се враќате, протестите не ни се некоја појавна страна, но тоа не значи дека ние не како народ, како заедници не сочувствуваме со тоа што се случи и тоа како можеме да видиме дека огромен процент од луѓето се исплашени, револтирани, гневни дури би рекол од тоа што се случи и навистина подготвени да направат се да такво нешто се спречи во иднина и да направат се што треба да дојде до промена на тоа. Мислам дека она што треба да се направи, да се земе предвид дека нашето општество функционира на начин кој што сака да ги покаже работите, многу поинаку и сака да ги демонстрира преку своји форми, своји акции. Не е протестот единствена форма за да се покажат. Така. Протестите во Македонија, јас го тврдам со децени тоа наназад, не е формата која што успева кај нас и не е мерило дали некои со нешто се согласува или не. Ние сме имали ситуации да немаме протести, политички да речеме, власти да се менуваат. Така. И обратно да имаме протести, власти да остануваат. Значи, не функционираме на тој начин. Така што, мислам дека социјалните медиуми тоа како може да се искористат за позитивна артикулација на ставови, меѓутоа некој мора да го води тој процес. Некој мора да создаде платформи за тоа. Светот денеска е отиден на тема вештачка интелигенција. Значи, Европската унија веќе го донесе првиот акт со кој што регулира вештачката интелигенција. Америка целосно работи, председателот Бајден издаде низа на акти во таа насока.
кај нас повторно не се зборува на таа тема, бидејќи ние не можеме да стигнеме до дигитализација на услуги, што зборувавме претходно, а ние не можеме да стигнеме до тема било што е веќе 15 години секојдневие и повторно ќе не фати неспремни новото време. Најновото за нас ново време е социјалните медиуми, а тие се веќе 15 години меѓу нас. Не вештачката интелигенција е новото време. Измамите што потенцијално може да се случат таму. Злоупотребата потенцијална на идентитети и податоци да не редам, меѓутоа и користа кој што може да се направи таму. И сега ако така го структурираме општеството, ако општествените чинители, тука мислам институциите, не политичарите, се постават и почнат да градат платформи каде што луѓето ќе се чувствуваат дека можат да придонесат, да дадат став, но тој став да биде слушнат, да биде применет, да се промени нешто во општеството, тоаш може многу да се направи. Едноставен пример. Ако се дадеше или се даде денеска платформа каде што граѓаните ќе даваат предлози за законски измени и слично, како да се извлече поука од вакви случаи, како да се направи нешто друго, како што на пример Amber Alert, системот во САД по случка немила која што се случила таму, че ние како општество ќе можеме да видиме сосема нова работа. Во ситуација во која што општеството, институциите не ви даваат платформа каде, секој го прави каде што може. Што велиме на слава, по дома, на социјална мрежа, во медиум, во својата компанија, организација, че секој дифузно прави и се бори нешто мислејќи да придонесе. И таа некоја можеби добра идеја од некого лепди во просторот. Апсолутно. Ние повеќе се надпреваруваме кој да поништи некоја идеја, кој да украде некоја идеја, отколку се надпреваруваме да кажеме вау, браво, или да кажеме и супер, и јас имам плюс на ова да додам. Значи едноставно не правиме и повторно, зошто не правиме надпревар, бидејќи политичарите немаат надпреварни идеи. Значи ќе излезе одредена партија, еве некоја опозицијска ќе даде предлог, другите партии ќе кажат ова е глупост. Вака треба. Не, другата ќе каже не, твоето е глупост, не вака треба. Ма луѓе, има 5 начини како да стигнете до цифрата 10. Не 5 кузне колку, 5 плюс 5 е 10, 2 плюс 8 е 10, 1 плюс 9 е 10. Значи, дајте ги сите методи и оставете нека се најде најдоброто или најдобрите решенија. Затоа кај нас тоа не се применува и се водиме до таму кај што се водиме. За самиот крај, која е земјата според вас која што има најдобра комуникација кога се работи за социјалните мрежи? Од каде треба да црпиме инспирација, односно од каде треба да украдеме идеја? Секогаш Скандинавија или Канада, затоа ги споменав, меѓутоа не е дека тие се посебни на социјалните мрежи. Туку тие градат од образовни институции кои што се инклузивни, кои што ги прифаќаат сите, кои што се трудат максимално да не дискриминираат, па се до врвот во политиката. Само такви општества може да создадат огледало на социјалните мрежи кое што ќе покаже дека луѓето знаат да комуницираат и си, пак ќе кажем, бркаат својата работа. Нашиот пример, за жал, е различен, меѓутоа, знаете како, ако си поставиме амбиција дека сакаме да стигнеме некаде, да речеме, во таква инклузивна комуникација како Скандинавија и почнеме да работиме од денес, нема да се промени утре. Ама за 15, за 20 години ќе можеме да зборуваме за промена. Ако продолжиме на овој начин како што правиме да само ги буткаме другите, само се дискриминираме, се омаловажуваме, верувајте дека оценките, апатијата колективна што постои, недовербата, само ќе растат и нема да има решение за проблемите. И за вештачката интелигенција ќе се освестиме дури после 50 години. Да не бидеме негативни. Едноставно ќе дојде на дневен ред на масата и ќе мора да прифатиме тоа што е сервирано. Не беше целта овој разговор да бидеме негативни, напротив, целта е да разбудиме некаде на свест и да се променат овие работи со цел да имаме подобро општество. Секогаш е задоволство да се разговара со вас. Благодарам што бевте тука. Благодарам, министр. Почитувани, вие останете понатаму низ содржините на Слободен печат. Имаме уште многу да ви кажеме. Бидете со нас од прилика до 11 часот.